Повторно сме со најмладите членови на семејството Јаневи и со нивните другари. Андреј, Николина, Маја, Марко, Бојан и да не го заборавиме Бубу. Тие се енергетска математика нова генерација. Николина, Маја, Марко и Бојан како дел од нивните студии се на практика во архитектонско студио. Тие од своите постари колеги ќе научат за проектирањето, но и колегите може да научат многу од нив, за тоа како да заштедат електрична енергија на работното место. Ако користиш електричен чајник за грејење вода, наеднаш загреј вода за сите колеги, наместо еден по еден да греете помалку или да го фрлате остатокот од завриената вода. Истиот совет важи и ако правите турско кафе на рингла. За една година тоа е заштеда од 216 киловат-часови или нова електрична цеделка за во заедничката кујна. Не користи повеќе чаши за вода или филџани за кафе или чај во текот на денот. Имај една чаша што ќе ја чуваш на твоето биро и ќе ја дополнуваш, за да не се троши непотребно енергија за нивно миење. Ако нарачувате храна, користете го пакувањето, наместо да ја префрлате во чинии, за да не се валкаат непотребно. На крај на денот, ако нема доволно садови за да се наполни машината, секој нека си го измие својот филџан или чаша на рака, за да не се вклучува машината само за неколку чаши. Ако машината се вклучува еднаш наместо 2 пати дневно, годишната заштеда ќе биде 540 киловат-часови. Не принтај мејлови секогаш, туку само тоа што мораш. На тој начин се штеди и електрична енергија и со трошење помалку хартија се чува животната средина. Исклучувај ги звучниците на компјутерот кога не ги користиш. Може би ти се чини дека така не трошат многу, но ако постојано се вклучени, тоа е залудно потрошена енергија. Внимавај да не е отворен прозорецот додека се лади или грее просторијата. Ако треба да проветриш, целосно отвори го прозорецот кратко време, наместо постојано да е малку подотворен. Со примена на овој совет, дневно ќе се трошат 15 наместо 18 киловат-часови. Секогаш внимавај кога си одиш дома, да бидат исклучени компјутерите, греењето, светлата, климатизацијата. На заборавени вклучени апарати во канцеларијата, годишно непотребно се трошат 2520 киловат-часови. Со заштедата за една година, фирмата може да купи столно фудбалче, за вработените да се релаксираат за време на паузата. Со примера на советите што ги видовме во оваа епизода, секој од нас индиректно влијае да има помалку емисии на јаглерод диоксид во атмосферата.